ова е слободни фрлања. Гледајте, слободни фрлања, втора сезона. Ова е слободни фрлања. Глумци внесоа живот у комедија. Водители на најдобрата манифестација. Стендап артисти со солдаут арени, инструктори, рапери и шоумени. Но пред се, браќа, другари, татковци и синови, Тино без Атанас. Морав да... Знаеш зашто ме чекаше? Ги барав оригиналниот дрес од Санс. Оригиналниот дрес од Санс, само ова го најдам. А горниот не можеш да си го најдам. Ама не од Феникс Санс да гледачи, тука од Санс, оригиналниот, тука од Лисиче. КК Санс, Лисиче, Шишко, репрезент. Да, поздрав за Шишко. Помалце дриблинзи, поише пасови. Шишко. Пред тој Шишко, раперот имаше еден друг Шишко, тренер, помалце дриблинзи, поише пасови. Можно и татко да му е на Шишка. Мислам дека му е Чичко. Чичко му е? Да, Чичко му е на Шишка раперот. Поздрав до 20. Поздрав до 20. Овде на ова место. Кај ти Атана за брат? Да се породи. Со второ или? Се породи со второ. Со второ? Да. Ај со среќа нека му е. Со среќа нека му е живи и здрави таму. Две дана. А ти брат што преш у животот така? Чекам да видам со Атанас како ќе искочи. Да видам како се дешава и после може и јас. Да види ова на пракса ќе иде малце, ќе опрата таму па. Ми глемани ти тренираш у Санс? А? Да. Тренираше? Кај не те памтам, сигурно слаб си бил многу. После тебе сум денес, ти стар си дека. Имаш брада. Амбе, ти која го генерација си? 93. Како не тренираш од Санас тука? Не, ја трансфериран бев. Ја бев трансфериран у Вебо. Повисоките, да. У Вебо. Од тука трансферите идеа, од Санс идеа. У Вебо. Нормално така идеш. Спремни си за слободно? Да. Ај. Не ми глуми jet set, во jet lag, со jet black. Јак крек и бифтек, ќе отек, камбек, чифтек, soundcheck, сум хай-тек. Те извозев у гепек, те знам уште од кога идеше по леп, те знам уште од кога фрлаше смет. Прво прашање за Тино. Тино, пошто те собравме пред врата, тука сме у школски, кај што учеше ти, учев ја, трениравме у Санс. Кажи ми сега ме изненади колку време имаш играно баскет, дали имаш некој хайлайт таму на кариерата, упоени у нешта и каков беше ученик у школа? У школа бев, да ние педерски ученици, знаеш, четврки, петки и да бегаш. Пошто ако имаш двојки, тројки и бегаш, си пацар ти текнува, те ругаат, а ја четврки, петки и бегав плюс и викаваме тој бистаре демек, разбира. Не е со деликвентите, разбират, да. А иначе играв тука, да, у Санс, у Лисиче, моето родно мало. И после направив трансфер у Вебо. Нино ме зема па од Вебо у работнички. Играв пола сезона за репрезентација втор плей, ама тоа се кадети, така се викаат. Да, бе, многу, абе, какви до 18, тогаш имавме 14, нешто, 15. Таква лига, да. Мали. Да. Иначе играв до трета средно, четврта, додека Нино не ме фати како купувам ризли од трафика. И ме избрка од тимот, пошто нели ризли не е дозволено да купува еден спортист. Да. Сега не купуваат никој. Да. Спортисти. Да, сега со друго се доопаат спортистите. Иначе хајлајт у кариерата ми било 31 поен. Мислам со некој Струмица момица игравме, од кој 28 од слободно ги дав. Значи, Не, сега... чекај, порано, ова е пред 15 години. 37 ми е кариер хај. Ајде, може? Мора да признам, мене ми беше 22-3 таму, на скин. Ама тогаш види како беше, ние тогаш таа година немавме многу јаки. Шишко све на мене улагаше. Сваќаш, ми вика, да, ако беше цело време дриблинг пас, кај мене беше дриблинг и на кај кош само одидам и фаули, буши ми вика. Буши, ја на кај кош, бам, оп, слобод. Ај. Ајде, камионот. Прашање, кажи ми кога дојде моментот кога рече тоа е тоа, сакам да станам глумец и дали имаше некоја друга алтернатива у игра тогаш? Тоа се деси онде позади на гробче и Боцо ми вика, Боцо комшија, он од детски театар работи, поздрав до Боцо. Ми вика, што не идеш бе ти глумец да се запишеш, а ја не знаев што сакам, лето беше. И викам, шо глумец, па не знам, па вика или камера или глумец. Викам, камера шо е? Вика, не, ој те е камера, сеќаш. И викам, не камера, глумец и потидов и сватив дека прва, втора година академија ме бива.
ме зима по представи, уште додека играв на академија и си викав, абе, ја, окей, вака, окей, делува. Тоа глумата е исто како кај Шишко кога тренирав. Зошто бев најак? Ради слаба конкуренција, ти текнува. Така и со глумата, слаба конкуренција, ја испливав на површина. Друга алтернатива дали имаше тоа што игра или од стартата тоа и ништо? Нема, тоа е, немам појма што ќе бев. Сега ако ме прашаш ќе ти речам психолог, ама ова сега ќе ти кажам. Тогаш нема никаква алтернатива. Третото прашање со 3 грама сме тука испод Добрачке го прашаме. Во вашата песна, како што велите, во Допе страда, Викторија лоба, крка роба добра и многу е згодна и затоа Вики не мора да плати пред да проба. Дали се овие стихови ја искажавте вашата љубов кон Вики затоа што се срамите да ја признаете јавно? Вики знае, јавно сум ми признал дека е многу добра, затоа што крка роба добра и у секој доба, добра пуна торба, Вики не мора да плати пред да проба. Тоа беа вистинските стихови. Тоа е кога имаш онаков некој кастомер што ти е редовен и што е многу јак, му даваш да проба. Така и на Вики. Вики е едина која не мора да плати пред да проба. За третото прашање ќе му даеме 3 обиди за тројка. Ајде бе. Добре. Уште. Ајде таш. Ова да биде третата. Нема да. Не. Мести! Правилото е даваш кош и славиш, нели наназад се радуваш до пола терен. Поминеш ли пола терен, завршува славето, местиш одбрана. Мести! И ти местиш одбрана. Шина! Сега бев на тренинг во аеродром, кај што игравме на... Зона, на гола месечина игравме и бев во аеродром, со облекувални ни дадоа у теренчето. И отидов в МЗТ младинска школа. Многу јако ми беше, кавата нас ми вика, брат, 45 минути се шминкаме, се преме, ти вака си застанал на тренинг, гледаш. А мене ми е многу кеф тоа да го правам. Видиш го, размислам, можда тоа би го правил друго освен глума, пошто многу кеф ми прави, брат. Не онаки да гледам на тренинг, као им се дере тренерот, као им вика, имаше многу јака ситуација, му вика, не знам тие која генерација се, ама тренерот добри амплитуди има. И се дере едно време се смирувам, вика, добре. Вика, што играш одбрана? Шина доле. Добро, вика, има некој, врати и ја враќа цела акција. Сврце позади тебе му вика, ајде, има некој, овој се врти. Нема никој. Ај сврце пак позади тебе, види дали има некој. Има некој? Кажи слободно, има ли некој? Нема. Па кој кур чуваш ако нема да ти ебам? Викам, леле, колку добри амплитуди, брат. Као му прави доле, горе. Така да се подсетив и многу јако. Така со среќа на кадетска младинска школа на МЗТ аеродром оваа сезона, пошто слушнав дека им почиња сезоната. Кој гледа, велја. Поздрав, дечки. Добри. Четврто прашање, check it out. 4 омилени кошаркари и 4 омилени рап артисти. Кошаркари, Стеф Кари, Демјан Ливард, Day5. Не можам да не го кажам Антето. Па не можам, многу ми е, да, на девојка ми е омилен играч и многу го сакам, онака навива она за Милвоки, а не сум за Голден Стейт сум, иако се пацери. Уште еден треба да кажам, не можам, Леброн, тоа е. Немам многу опции, мора да ги кажам. Ама овие се... И Леброн и Антетокумпо и Стеф Кари и Лилард. Да, ама морам да ги кажам, тие ми се у моментов омилени. All time, не ми рече all time. Омилени артисти... Што слушам? Pop Smoke, Биги, никад не прекинав да слушам Биги, цело време слушам Биги. Нас и од J. Cole, исто, тоа слушам многу, од нашиве слушам све. Слушам Таско од Вабона, слушам овие нови што се Young Daddy, сега што искочија. Ја пратам цела сцена, да, Секси Марса, тие Бом Праскиза, до куќата, да, слушам и Страйкови, Леги, Меги, све тоа. Слушам све,
слушам и српски, и бугарски, и Вирго, Мирговци, Емил Трф, тие бугарите, сите ги знам. Цел траш на Балканот го знам. Цел траш на Балканот го знам. Војажи, мојажи, расти, масти, јали, бабови, бубовци, кореловци. 3 грама Silent G. Што, одговорив прашањето? Не, колку се заборувам што не прашање. Не ми кажувај. Ние од Американка, тврте кош. Тврте кош. Пето прашање, наискрено изгази на YouTube, онака стварно, од нигде никаде. Кажи ми зашо ве снема и кога се враќате? Не снема затоа што почнавме да работиме у театар, а како што ти кажав и преска, продукцијата Чао пријатно сме ја и Атанас. Атанас е директор, јас сум артист, технички директор, монтажер, организатор, возач, чистач, кетеринг и све останато. Се шалам. Така да двајца сме, имаме и Емил е со нас, Емил од Артерија, поздрав до Чичко Емил ако гледа, он ни помага со опрема, камера, монтажа, After Effects и такви работи. И е многу тешко затоа што кога имаш друга работа не можеш да се посветиш целосно на ова. Сценаријата ние ги пишуваме и за да напишеш едно да е добро, значи кога ќе го напишеме ни треба 5-6 дена да легне па да го видиме уште еднаш, па сценариото кога ќе го видиме со гостин уште еднаш и баш си бара 1-2 недели. Искочи, мислам дека ова искочи времето кога немаше активности со театарот, кога беше корона, кога затворија све, немаше настапи. Да, Чао пријатно, продукцијата наша ја направи наискрено, кога немаше ништо и бевме полабави. Ние имаме една епизода е спремна, сега треба да излезе. Не откривам со кого, мислам дека ќе излезе нареднава недела 2. И сега нема да направиме истата грешка од минатиот пат, него ќе снимиме 10, па ќе ги пуштаме. Нема да правиме недела за недела, пошто овој можел, овој сакал, на овој му било страв. Али да, се враќаме со наискрено на YouTube. Овој се породил. Станите во песната се не точно. Залади, ако сум пократки ми студио малце тука, ладничко е. Иде зима, ќе се борда, ти си борд инструктор. Кажи ми колку часови треба некој да плати кај Тино за да научи да борда? Застанира го слуша прашањето. Ја учам со 2 леви нозе луѓе за 3 часа. За 3 дена. 3 дена по 2 часа луѓе со 2 леви нозе што никад не се качиле на борд. Луѓе што се со моторика се учат и за ден и пол. Например, денес, утре пола ден и ти пола ден више ќе можеш колку толку да вртиш. Значи, учење борд ти имаш многу. Ја ти зборам базикот да можеш да се пуштиш и да не паднеш, да знаеш да вртиш лево, десно за да се спуштиш доле. За тоа ти треба 3 дена. За да научиш да возиш борд цел живот. Yes. Зима исто иде и Златна буамара после зимски период. Знаеше дека ќе те прашам нешто вакво. Лани имаше ковид издание, нешто таму бевте коментатори со Атанас на вако многу беше ако тоа се смеев. Кажи ми дали оваа година сте организација и дали има нешто знаеш кај ќе се прави, што ќе се прави? Абе, ние секоја година сме, кога не сме се појавувале, ние сме учествувале у креативниот процес, али од некои причини една година имаме рипнато у последниве 7. Ке има, да, најверојатно ке има по протокол, вакцинирани сите, вајда кој у театри што работиме со 30%. Вајда ќе се случи нешто. У најмала рака ќе се случи истото што се случи лани. Ќе снимаме некои скечеви од по дома, од ваму таму, така да мислам дека ќе има буамара. Буамара секогаш има. Осмо прашање, кој бренд пред да биде 24? Ќе прашаме Тино, дали би го напуштил театар комедија за некоја споредна улога у Холивуд и која е големата цел во актерството? Би го напуштил и за чистач у Берлин у театарот, брат, театар комедија. Не ради нешто дека не чини театар комедија, него затоа што сум бил многу пати у Берлин. Берлин е западното царство на западниот модерен театар. Уназад више
75 години и не за Холивуд, ако ме прашаш за театар конкретно би го оставил за Берлин или би го оставил за некој театар у Русија. За споредна улога у Холивуд секако би го оставил театарот да се пресел. За споредна улога у реклама у Србија би се пресели. Не, се шалам, си го сакам театарот, нормално јас си го сум еден од создавачите на театар комедија, од самото прв работен сум таму од глумците заедно со Атанас, Нина и Зорица. Си го сметам за мое и нормално дека не би знаел кога ќе ми дое ваква понуда, тогаш у моментот ќе мора да одлучам што да правам, не би знаел вака. А другото што ми рече? Големата цел, цело време е големата цел, брат. Со тоа што ти го работиш, тоа што го сакаш, ствараш, го позајмуваш своето тело, глас на други луѓе, создаваш нови светови. Знаеш како викаат, ние глумците сме суштества кои што живеат помеѓу јавето и сонот. Значи ние тука во тој меѓупростор. Затоа што ти кога ќе отидеш во театар, дозволуваш свесно да те лажат и се препушташ на магијата дека они се други луѓе, сам таа магија, самата таа магија е поентата на нашата професија. Ти треба пролом да се напиеш за да даеш некој. И да гледаш како некој пие пролом вода. Не греше втор пат, 3 грама, да, по 2 има, за фаул има по 2. По 2, така сум научен, по 2, првото го утине. Пошто Ендуанот никад не го гаѓал. Уметничките можности се неограничени, може буквално еден артист да прави милион работи. Глумец, водител, рапер, инструктор по борд, уште нешто ако има кажи ни што е тоа и што најмногу уживаш. Текстописец. Тоа е го, а не те бива една работа да правиш, ке пробаш 10 различни да направиш и нешто, знаеш како викаат, и слепа кокошка ќе клукне еднаш. Не, од оваата нас ме зеза, вика што си понапишал на Инстаграм, деме комедијан, рапер, актор, сноуборд инструктор, сонграйтер. И му викам, вика што си пишал сонграйтер, викам прво пишував текстови, а у задње време пишувам и за Sub Brothers текстови. Поздрав до Sub Brothers, слушнете ги. Моментално имаат една песна, една се спрема, на кој јас сум работел, така да фигурирам и као текстописец. А најмногу уживам во глума нормално. Мојата сами си ги пишуваат текстовите, ако не си ги пишуваш сам текстовите. Јас сум растен у Лисиче, токсикологија, Чекераукс школа сум, ние моравме да пишуваме. Не сум таа школа. Не сум Синди школа, токсикологија школа. Кажи ми брат, дали импровизирате на стендап? И ако е да, сега вака фристайл тука, еден стендап за пример за женски ве фудбал губат од сите по 8-0, по 6-0, по нешто за тоа. Брат, овој Ник Леман како си ја замислува професијата дека вака вика дај мало кратко стендапче за ручек за фамилија. Каде бе брат, не иде, ти знаеш ли колку време треба стендап од 45 минути да напишеш, треба месец и пол, 2 бе човек. Не иде тоа. Како ќе ме изругаш мене? Ќе ти изругам сега кога ќе ти поставувам прашање, ја имам 10 Или спремни. како ќе споредиш твоето шутирање со женската репрезентација што губи по 8-0? Со бунар. Па ете ти стендап, моето шутирање е исто како женската репрезентација, 0-6. Сам си ја направи смешка. Ете така искачаат. Вика, кажи ми пример твоето шутирање со женска. Ете ти тоа е. Стендап е, комедијата е вистината. Значи Тино е иска женска фудбалска репрезентација 0-6. Полош сум ја, ова и баскет, они фудбал бе. Нормални ствари, политичари се тука главни фаци. Порано лижи ГСА, курбаци. Јоу, дали сте знаеле дека 3 грама пред да биде рапер и легендата во Македонија играше за NBA во Нью Йорк Никс, носеше број кец, пошто правеше по еден кец пред секој надпревар и даваше по 11 поена, 11 скока, 11 асистенции. Еве сега да го видиме Ник Леман. Ник Леман, од каде инспирацијата за името Ник Леман? Зашто например него не се крсти Никле Кит, Никле Вуман, зашто баш Никле Ман? Па, пошто не сум вуман, очигледно сум ман, а Кит рече?
Никле Кит, да, па пораснав малце. Мислев дека сум пораснати. Никле мал. Нека Да. шутира. Доволно е деконцентриран. Доволно е деконцентриран. Во тие води јас сум Никлеман од Лисиче. Или Никлеман као вака. Никлеман, кога планираш да купиш бежични бубици за слободни фрлања за да не мора камерманот да го брка тој што збори, него да го слушаме и другиот цело ден? Добра забелешка, и јас ја знам, имам една брат. Треба дека да ти ја знаеш. поведам за уште една. Знам дека си ја Треба знаеш. буџет, спонзори се бараат. Некој со техничка опрема со Спонзори за Никлеман, две бубици многу се ефтини. Реално многу се 500-600 ефтини. денара. Не. Али 5-60 евра. Дали планираш да направиш песна за TikTok како што беше она за Facebook? TikTok. Доđi ми на TikTok. Доста е со песните, брат, нека рапуваат децава се. Абе, бегај таму! Може да погоди, нема да погоди. Не го прашам ништо, ајде да видам дали е до прашање. Леле, не било за прашањата, не било за прашањата. По 33 маки изгуби 0-4 има. Кај играше баскет после КК Санс? После КК Санс у МЗТ, после МЗТ у Вардар и после Вардар у Центар пола сезона и пензија. Ќе мора ќе биде прва на епизода Нема, со престремување. нема, ќе го кажувам резултатот цело време 0-5, нема монтирање, нема монтирање. Ај не ме прашај више. Слободни фрлања. Шестиот шутево, ајде. Не, ова е седмиот. Абе, бегај. Нема шанси, не те пуштам ти кажувам. Седмиот, осте ми и ти оригинали така сака. Утна, 0 има, 0. 0-0. Колку прешутна бе, дечко, 30 слободни шута. Осте ми ги оригинали. Ја баш кај не се ни загрев. Плачките на Никлеман се вика. Денеска шоуто плачките на Никлеман. Слободни плачки со Никлеман. Ајде, идеме. Ајде, сливај. Сезона 1, епизода 1. Никлеман не може да даде кош. Ајде. Се и руке ми се тресев. Нема шанси. Ајде бе, бегај таму, ајде бе, гази ги бе. Дали сите суди се играчи што пропаднале? Ова е најточниот одговор што некој може, мислам, прашање. Прашање. Ја ќе одговорам. Да. Што да преш? Така е. И слепак кокошка ќе клукне еднаш. Така е. Еден седум има, така? Слепа кокошка ке клуч. 1-8 иначе. 1-7. 1-7. Не ми зборете. Бу! Ајде бе, 8-2. Под притисок бољи работи. Чекај, сега ти кажам која е пауза, кога ќутиме и кога треба да направи нешто, тогаш не дал. Тогаш ништо си шепка. Уште едно. Последно звание. So long, така. Тоа беше. Никлеман играл, тренер бил, прашања поставувал, не знам што. Го згазив на мој терен. Го згазив Никлеман. Него, види го. Види го. Ајде ке дојме и ке ќе Изгубив, драги гледачи, со најкатастрофалниот резултат у историјата на слободни фрлања. Само 3, дури Стефан Хитчак е болje од мене 4 дае, ама се има да оттепаме 1-1 за топка. До 6. Листичката. До 6, нема да ти спотам на 6. 11 се мрази без контрола.
Нели без искачање. Предност малце. Што не даеш? Епа мрази хејтај, еби ги мрази ја целата планета. Мрази љубов пошо нема. Мада суров си од шеја. Млак по куров, мрази друго. Пошо ако мразиш не си куров. Хејтај на нет по коментари. Почни да мразиш, хејтај живи и здрави. Хејтај, се што ти не гази. Рази во комшијата, што тој веќе те мрази. Мрази, хејтај, тоа денес е у мода. Хејтај кога ќе стигне, хејтај добра фора. Мрази, хејтај, дружиш ти скора. Фал. Се е гола вода. О таму шутирај колку сакаш. Преку рака. Durantula. Kasa Durantula. Kasa. Хејтам од сам мрак до зора. Хејтам дека немаш морал, но те горам. Мразам анал па орал. Почни да мразиш ако не си пробал, пробај. Почни да ухејташ, пошо и ме продал. Мрази, кажи сите се кретени. Мрази, имаш приватни проблеми. Да. На негови грешки. Луѓе се дегени, останат утегени. Хејтај ако веруваш во хард системи. Дома, домни, жени, нежни. Не само пенести и фетиш. Седиш, следиш, дали Излагаат отровички. Јам сила го чувам, педерот игра. Центарски. Хорок, ваков кош не сум дал од 2007. Ниско, брзо, така. Сакам грешеш, има дил, не ми касни, немој да ме заебеш. Ги сакам сите евро, долар или денар. Сакам сите да ги имам до последна. Една тебе, две за мене, пак една за тебе. Уствари не заеби, сите се за мене. Зошто светов е гладен, мора да се јаде. Мора и да крадеш, некад мора и да лажеш. Некој рекол давај за да имаш, јас викам зимај за да имаш, а не за да гледаш. Нема тројки на разлика. Се знае тоа малската дека нема тројки на разлика. 7-8 цифри, евромонетарни единици. Па направи ги, земи ги. Што вегаш, гледаш дека времето Ме скина. Тино 2. Ник Леман. 0. Под мишка пошто смрдам. вредност пута 10. Пала квота, нема ќар, брзо притиска ресет. Сакам кеш, сакам кеш. Има дил, не ми касни. Ја наредих. Тоа е тоа, дечки, фала што ја следевте втора сезона, 12-та епизода со Тино без Затанас. Не искина, ко двајцата да играле. Ја готов сум, немам душа више. Немаме душа, двајцата сме пензионери. Како е, така е, битно Тино име Тепа 2.0 и 2 поклончења ќе си довиде. Имаме слободни фрвања мајчка, повели брат. И како на сите гости, така и за Тино тука од малската сталкара. Лапетит. А, братче? Дали ги има тостови тушто лапетит? Да. И тостови. Класика се. Тостови за колку беа? А на другото се сеќаваш од центар што беше? Повели? Фала до лапетит. Фала на слободни фрлања за поканата.
дене животот ми кошта доста доза дека среќата и кешот идат заедно во иста торба. Ова е борба за животот гол и за нив можам сонце да купам кога светот станува сис. Но не сум јас крив што ладно е волето, веќе не постои љубов, верба, црква, ништо свето. Како у гето стана зависници. Добра дружба. Помина покрај тоа што ме тепаше вака. Јас добро си поминав, ти не си поминав добро, малце тоа ми е криво. Може требаше да му пуштам Као за не. последна епизода не ми лоса да ми беше гостинот. Не ми сосрден. Не ми сосрден беше гостинот. Не ми лоса да ми беше Тино. Атанас не му даваме мајчка брат. Пошто не Ќе дојде. носим оваа моја. Ќе ја носите двајцата по пола и се менјате. Многу ти фала што ми беше гостин. Да не забораваме да ги поздравиме и NBA Buzz МК страната на Инстаграм за овој одличен дрес од кој бренд. Дзирнете ги таму ако сакате да си купите NBA дрес. И тоа е тоа, и тренирате поише баскет за да не губите вака као мене од глумци. И не бидете тренери. Суди. Тренери. Гледате слободни фрлања, га-гао. Со дрпната продукција, композитор, текстописец, најефтини римите ставам на кур без извини. И сите рапери, хард или комерц, токсикс, check it out. Хейтери од куровци цар. Сите на мес